Илијада, песна 19. Откажување од гневот. Шафраноризната зора од струите на океанот пошла носејќи им светлост на луѓето и на богоите. Тетида дошла пак до корабите од Бога носејќи дарој и легнат го нашла крај Патрокла милиот синок, каде што плаче и пишти, а крај него другари многу тажеле. Тога му пришло чудесната Божица близу. За рака него го зела, прозборила збор и му рекла: Чедоле мое, ај сега да пуштиме Патрокла овде нека си лежи, штом еднаш од советот Божи бил свладан. Ти пак оружјето светло од Хефајста прими го овде прекрасно, какво што смртник на плеќите не носел уште. Тетида вака велејќи оружјето го остави светло долу пред нозете на Ахил, задзунило пресилно тоа. А мирмидонците сите си сплашиле, не смел никој ни да го погледа него од страшниот трепет. Но Ахил, како го виде, гнев посилен го обзеде. Очите нему од зад неговите клепти му светнале силно ко пламен. Радосен бил што ги добил даровите светли од Бога. Кога си наситил срце гледајќи ги китните дарој, веднаш на својата мајка и прозборил крилатни зборови. Мајко, оружјево мое што Бог ти го дал ми е такво како од бесмртни дело, а не какви луѓето прават. Сега пак еве јас ќе се оружам, туку се плашам сосем да не би Мувина смелиот син на Менојти да му во раните влезат што остриот туч му ги задал и да изнародат црви што мртвиот труп ќе го грубат, зашто го напушти векот, та целата снага да згние. Тетида пак среброногата бодиња потем му рекла: Чедо, не грижи се ти во твоето срце за ова, зашто се обидам јас да ги стерам гадните буби, што убиените мажи од Ареса в бојот ги јадат. Заради кога би лежал тој овде кај година дена, снагата негова се би останала здрава и цела. Туку ти викни ги сега ахајските јунаци в собор и од народниот вожд Агамемнон остави го гневот. Потоа веднаш во војна оружај се, собери сила. Вака велејќи таја во срцето, смелост му вдуши. А в Патрокловите ноздри амброзија внатре му капна и оцрвениот нектар, за цел да му остане трупот. А божествениот Ахил крај морскиот брег беше пошол за да ги скорне ахајските јунаци страшно викајќи. Тргнале тогаш и тие што порано с краја од бојот покрај корабите биле кормилари, димен што држат, а снабдителите бродски што ондека делеле храна. Сите на соборот тога се собрале, зашто се јавил Ахил Пелеев, што долго од тешката битка бил с краја, а прислужниците двајца од Ареса пошле куцајќи, дивниот маж Одисеј и пресмелиот синок Тидеев, потпрени двата на копја, зар раните уште ги пекле. Та меѓу првите в собор пристигнале и седнале среде. Последен од нив им дошол јуначкиот цар Агамемнон, ранет и тој. Заради него во љутата битка го ранил синот Антеноров Коон со острото бронзово копје. Штом се насобрале пак ахајците ондека сите, в час станувајќи од сред нив им прозборил брзиот Ахил: Сине Атриев, за двата на вистина ова ќе беше поарно многу од што со прескрбно срце и двата во душогубната кавга за момата љути сме биле. Кам да загинела таја од Артимедината стрела, оној ден кога го зедов и разурнав јас градот Лирнес, зашто не ќе паднеле толку од ахајците в ширната земја од непријателски раце, а поради мојата срдба. Поарно тоа за Хектор и тројците беше, што мислам ќе ја спомнуваат долго ахајците нашата кавга. Но да го оставиме она што минало, аки да боли, совладувајќи го нужно во градите милото срце. Затоа го оставам гневот и не сакам повеќе овде да се едностојно срдам тврдоглаво. Туку ај повчас бодри ги ти долгоходците ахајци напред во војна, за да ги обидат уште и тројците в пресрет одејќи. Далј кај корабите тие ќе преноќат, но ми се чини дека ќе ги извие некој коленото радо, ак само избега од небезмилосниот бој пред нашето копје. Рече, та мило им стана на хајците објалоносци, зашто се решило гневот пресмелиот син Пелеев. После им прозбори ним јуначкиот цар Агамемнон, не станувајќи од сред нив туку од место како што седел. Танајци, јунаци мили, прислужници верни на Арес, арно е маж да се слуша што говори.
Не треба да му прекинеш збор. И на говорник вешт тоа тешко му паќа. Како би говорел некој или чул в таја врева од мажи? Вревата нему му пречи иако е говорник добар. Јас ќе му кажам на сина Пелеева. Чујте го вие, другите арѓејци, зборот и нека го разбере секој. Често ахајците веќе ми ги изрекле овој збор мене, прекорувајќи ме ведно. А јас не сум виновен в тоа, туку Бог Зевс и Мојра и таја Еринија мрачна. Тие на соборот в ум ми ја туриле страшната Ата, оној ден кога го грабнав јас самиот дарок на Ахил. Туку што да чинам јас? Тоа Бог го извршува сето. Ата, најстарата ќерка на Зевс, ги заслепува сите клетата, нозе што има ко пердови. На земја таа не гази, туку си врви низ главине човечки лесно, пако справејќи им само да сопи на едни и други. Таја го измамила еднаш и Зевс, за кого што велја дека сред богој и смртни е најумен, туку и него Хера, при се што е женско ги излагала итро и вешто, оној ден, кога Алкмена во красновенечната Теба требало да го роди Хераклеса, силнего сина. Тога фалејќи се тој на бозите сите им рекол: чујте ме, богови, сега и боѓињи, слушајте сите, за да ви речам што мене ми повелја срцето в гради. Денес ќе донесе на свете леитија болки што раѓа маж, што ќе повелја еднаш над своите соседи сите што е од оние мажи, по род и по крв што се мои. Тога му одврати нему лукавата господја Хера: ќе изложеш ти, та не ќе можеш крај да му сложиш на зборот. Но закони ми се в час, олимпијанине, в силната клетва, дека ќе царува оној над своите соседи сите, што меѓу нозете денес осмртница жена ќе падне, што е од оние мажи, по род и по крв што се твои. Вака му рекла, а не ја разбрат Зевс незината итрост, туку се заколна тој, та се измами сосема тога. Хера со брзина летна и го остави врхот на Олимп. Стигнала в час до ахајскиот Арг, кај што знаела дека живее силната жена на јунакот Стенел Персеев. Таа си носела син и во 7-миот месец си била. Хера го извела него недоносен уште на светлост, а пак ја запре Алкмена и не даде рожба да роди. Самата пак јавувајќи над Зевс, синот Кронов му рекла: Зевсе, секавичен оче, јас збор ќе ти споменам тебе. Веќе се родил маж вреден што меѓу арѓејците еднаш тој ќе е цар. Евристеј, син на Стенел Персеев, од родот твој што ќе владее сам над арѓејците, како што треба. Вака му рекла, а него го дожеже длабоко в срце. Веднаш ја дограбил Ата за уба во косата глава, насрден в своето срце и проколна ужасна клетва. Никога веќе на Олимп и небото звездено назад да не им се врати Ата, што пакости прави на сите. Вака велејќи ја фрли од небото звездено неа, завртувајќи ја силно, сред луѓето стигнала брго. Поради неа тој везден воздишувал, кога го гледал сина си Милкај се мачи со делата за Евристеја. Така и јас, кога почнал големиот вртишлем Хектор покрај корабните крми, дарѓејците смртно ги коси, не можев Ата јас да ја изумам прв што сум сгрешил. Туку од кога сум сгрешил и Зевс ми го заслепил умот. Сакам да ти измирам јас и не изброен откуп да дадам. Туку ти стани за војна и крени ја другата војска. Сите пак дарови што Одисеј тебе дивен ти ветил вчера, во чадорот твој, кога пристигнал, јас ќе ти дадам. Почекај ти ако сакаш, зар маш само в битка се брза. Слуѓите ќе ти ги донесат в час дароите од мојот кораб земајќи, да видиш што достоен дар ќе ти дадам. А брзоногиот Ахил му прозборил одговарајќи: Пресловен сине Атреев, ти смел Агамемноне царе, ако ти дарови сакаш да како што прилега дадеш, дај или држи ги кај себе ти. Но да видиме сега што е со Бојов. Зар нема да чекаме кога сме овде, ниту да губиме време, а важното дело ни стои. Нека го догледа пак меѓу првите Ахила некој како со бронзното копие ги сотира тројските чети, така и секој од вас да се подсети как да се бие. А досетливиот маж Одисеј му проговори нему: Божествен Ахиле, немој при се што си храбар ти вака да ги подстрекнуваш гладни ахајските синои на Илии, да се со тројците бијат. Зар битката нема да трае кратко, од кога еднаш јуначките чети ќе судрат.
Бог зар на обете страни во срцата смелост им вдушил. Но кај корабите брзина хајците нареди да се најадат лебец и вино, зашто тоа ги држи и крепи. Не може маж преку целиот ден, дури сојцето да зајде, без леб да издржи гладен, биејќи се везден во бојот. Ако и силно да сака во срцето се да се бие, снагата полека сепак му стежнува. Го обзема него жедост и глад, кога оди коленјата му подклекнуваат. Оној пак маж, што се свино и јадење наситил доста, макар и целиот ден со душманите битка да бие, срце силно тој има во градите. Снагата не му подклекнува баш пред да отстапат сите од бојот. Туку растурија ајде ти војската, викни да сготва тужинов час, а да роите јуначкиот цар Агамемнон нека ги донесе среде на соборот, сите да видат ахајци со очите своји, а ти да се радуваш в срце. Нека се заколне сам сред аргејците изјавувајќи, никогаш со неа тој дека не легнал ни тој ја гибнал, како што прилега цару, на маж и на жена во бракот, па нека срцето тебе во градите мирно ти биде. После со богата гозба во чадорот нека те смири, за да ти не бидеш лишен од своето право во ништо. Потоа, сине Атреев, по право еден ти и кон други можеш да бидеш. Зар не е недостојно ништо за цара, ако задоволи маж, кога неправда прв тој му сторил? Нему му прозборе потем јуначкиот цар Агамемнон. Мило ми е што го чув, сине Лаертов, од тебе зборов, зашто по правина сето го расправи ти и го рече. Јас ќе се заколнам в тоа и срцето мене ми вика. Нема во богови јас да се заколнам криво. Но Ахил нека си остане овде при се што се брза во бојот. Овде и другите сите останете, додека дојде дарот од чадорот мој и пресечеме заклетва верна. Тебе пак јас Одисеју ти поврјам вака и викам: одбери најарни момци од среда хајците сите, дарот од коработ мој да го донесат, колку што вчера на Ахил му ветив да дадам, да доведат уште и жени. Мене Талтиби и Бргун из ширната ахајска војска нерезот да ми го сготви на Зевс и на Хелии за жртва. А брзоногиот Ахил му прозбори одговарајќи: преславен сине Атреев, ти смел Агамемноне царе. Тој повеќе баш да набавите тука ќе треба, кога ќе настане еднаш сред војсната почивка мала, а и во градиве мој не ќе биде бесот онолкав. Сега пак оние лежат убиени, кај што ги сладал синот од Пријама Хектор, што Зевс не му слава му предал. Вие на јадење пак повикувате, само што сепак би им препорачал јас на ахајските синови сега без ручек гладни да тргнат во бој. Кога сонце ќе зајде, вечера велја ќе сготвам, штом навре да вратиме ние. Порано никоко нема во грлото мое да ми иде храна и ни питие мене, се поради мртвиот другар што ми во чадорот лежи од острата убиен бронза, свртен со нозете вон кон предворието. Околу него дружбата плаче, та затоа јас ништо не мислам друго, освен на клање и крв и на тажење тешко за мажи. А досетливиот маж Одисеј му одговори нему: Ахиле, сине Пелеев, најбестрашен ахајски мажу, појунак од мене ти си и в копието појак не малку, туку јас од тебе многу сум поарен в памет и разум, зашто сум порано роден и повеќе работи знам јас. Затоа срцето твое да ги слуша моите збори, заради од љутиот бој ќе се наситат луѓето бргу, каде што најмногу слама низ земјата истурил тучот, жетвата најслаба е, кај што Зевс ќе го навали тегот, зашто во војната тој е за луѓето врховен судник. Не треба хајците никак со глад да го мртвиот жалјат, сосема многу заргинат и паѓаат едни на други севезден. Кога од труд ќе се одмори човек издихне? Туку е нужно да мажа погребеме кога ќе умре, појако срце имајќи и еден ден оплакувајќи. Оние пак што по војната ужасна ќе останат живи, нека за јастие и питие си споменат повеќе уште, да се без починок бијат со непријателите везден, в бронза облечени тврда на снагата. Нека да никој не чека наредба друга во војската останувајќи. Ова наредба зар ќе му донесе пропаст на оној што кај аргејските бродои ќе остане, туку да сите на коњокроците тројци го кренеме љутиот Арес. Рече и в дружба синоите на славниот Нестор ги зеде, меѓата уште Филеев и Тоанта и Мериона, потоа и Ликомеда Крионтова и Меланип. На Агамемнон Атреев во чадорот тие му пошле.
Потоа зборот се речи и делото веднаш се сврши. После 3 ножници зеле од чадорот што му ги ветил 20 светнати котли па и 12 коњи. Извеле веднаш и жени што знаеле одлични дела 7, а 8 пак краснообразна баш Брисеида. А Одисеј 10 измерил таленти злато и пошол прв, а ахајците други ги носеле ведно дароите. Та ги оставиле среде пред соборот. Тог Агамемнон стана. Талтибий пак сам ко Бог прилегајќи во гласот, до полководецот прииде во рацете не раздржејќи. Синот Атреев пак тога со рацете го извлече ножот, што крај ножницата велја од сабјата везден му висел. Нерезу пресекол влакна со кренати раце кон Зевса и му се молел, а сите си седеле в своите места. Волко марѓејците царот слушајќи го како што треба, та молејќи му се рекол во ширното небо гледајќи: Зевс сега прв ми е сведок, најсилниот меѓу богоите. Земјата, Хели и тие ерини што ги казуваат луѓето под земја долу, што маж ќе се заколне криво дека не сум ставил рака на момата, на Брисеида, ниту за впостарија јас сум ја посакал, ниту за друго, туку негибната таја во моите чадори седи. Ако сум се заколнал криво, боговите нека ме казнат, как што казнуваат тие кривоклетник секој на светов. Негов големата бездна, рече и с ножот црн нерезовиот крклан го закла. Негов големата бездна од сивото море Талтибий го isfрли завртувајќи за рибите храна. А Ахил в час станувајќи им рече на аргејските бестрашни борци: Оче ти Зевсе, што им даваш на луѓето големи греои. Никога синот Атреев не ќе ми го кренеше толку срцето в моите гради, ни моја ќе одведеше мома, тврдоглав тој против моето сакање. Туку зар тоа Зевс ни го сакал, да в смрт многумина ахајци прати. Туку на ужина сега појдете си, бој зар ве чека. Така им рекол и веднаш го распуштил соборот Ахил. Тие пак своите кораби в час се растуриле сите, а мирмидонците срчни се бавеле покрај дароите, пренесувајќи ги нив до коработ на Ахила дивен. В чадори потем ги внесле до жените каде што седнаа. Коњите верѓеле пак ги потерале славните слуги. Потоа и Брисеида во лик како златна Афродита, Патрокла догледувајќи зубиен со острата бронза, паднала силно пискајќи и крај него гради драскајќи, како и нежниот врат и убавото лице со раце. Потем со плачење рекла на богиња баш прилегајќи: Патрокло, најмил ти мене, на кутрата најсакан в срце. Жив те остави в тебе од чадорот излегувајќи, сега пак мртов те најдов пред водниче кога се вратив, се така мене од зло ме дочекува полошо уште. Мажот за кого ме дале честитата мајка и татко, убиен, јас сум го нашла со оружје остро пред градот. Така и тројцата браќа што мајчица една не роди, моите мили, што сите го стигнале смртниот денок. Не си ме оставал ти кога брзиот Ахил ми губил мажот и разурнал градот на дивниот минет да плачам. Туку ми велеше се дека венчана жена на Ахил, на божествениот баш, ќе ме направиш в кораб водејќи, сред мирмидонците мене готвејќи ми свадба во Втија. Затоа мртов те плачам едностојно, кроток и сакан. Вака му рекла плачејќи, а жените стенкале сите поради Патрокла Божем за својата судбина всушност. Старците ахајски пак се насобрале околу Ахил за да го молят да руча, туку одбивал овој липајќи: Молјам, ак некој ме слуша од милите другари мене, не повелјајте ми сега да наситам своето срце, ниту со јастие и питје, штом тага ме стигнала страшна. Зашто ќе издржам јас и дур сонцето зајде ќе чекам. Вака велејќи им Ахил ги отпуштил другите вожди. Останал дивниот пак Одисеј и Атреевци двајца, Нестор и Доменеј и стариот витезин Фојник, за да го нескрбен тешко развеселјат. Туку во духот не се уполтувал тој пред вкрвавата војна да влезе. Но спомнувајќи го него, тој длабоко здихна и рече: Вистина, еднаш и ти си ми другару несреќен, ставил ужина сладка и сам во чадорот брзо и вешто, кога ахајците мощне се брзале да им го кренат на коњокроците тројци, претажни од жалосен Арес. Сега пак ти ми лежиш изубиен. Срцето мое нека ми трпи мене за јастие, макар што имам се, штом те изгубив тебе. Зашто полошо друго јас ништо нема да патам,
Иако за мајка ми чујам од умрел сега, што може би дробни проронува солзи во втија, лишен од оваков син, што со тројците војувам овде, сега во туѓинска земја, а поради Елена грозна. Или за милиот син мој, на островот Скир што ми расте, ако е жив неоптолен божестиот може би уште. Ми се надевало зар мене порано срцето вгради дека ќе заминам јас од Дарк конјогојни од скраја, вамо во Троја, а ти дека пак ќе се вратиш во втија, за да ми ги изведеш мене од Скир, саканиот синок, во брзиот црниот кораб и се да му покажеш нему, имотот мој и робоите, и дворецот висок и голем. Зашто ми се чини од умрел Пелеј и веќе го нема, или е можеби тој уште жив, туку наскрбен тешко и од омразната старост и од мене, везден што чека жалната вест да ја прими и разбере дека сум мртов. Пака тој рекол плачејќи, а старците по него липаа, подсетувајќи се секој што оставил в својата куќа. Синот пак Кронов гледајќи се смилувал каде што тажат, па на Атена тој вчас ја проговорил крилатни зборови. Ќерко, ти сосема веќе го напушти добриот јунак. Зарем ти ништо во умот не се грижиш веќе за Ахил? Ене го сега пред самите кораби с клјунови прави, седи и милиот другар го плакува, додека сите други наужина пошле, а тој седи гладен и жеден. Туку ај појди, ти нектар и мила амброзија нему, да му во градите капнеш за глад да не го обземе него. Вака велејќи ја кренал од порано спремна Атена. Оваа пак прилегајќи на раскрилен пискотлив сокол рипна од небото долу низ етерот. Туку се ружаа бргуа хајците онде низ војскана. Таја пак на Ахил в градите нектар му капна и мила амброзија сладка, да непријатниот глад не му го обземе срцето нему. Потем до тврдиот дом на семошниот татко си пошла. Да се растуриле тие од брзите кораби с краја. Како што кога од Зевса си паѓаат снегулки чести, ледени, се што ги тера Бореј, разведрувачот силен, така и тога чести и шлемови силно сколтејќи, туку извирале се од корабите и папчести штитој, и тврдоплочести панзири вон и јасенови копја. Сеајот до небото сегал, наоколу светела сета земја од блескава бронза, од поднозе тропот се кревал силен од мажи, а сред нив се оружал дивниот Ахил, а и неговите заби му крцкале. Обете очи секако зажарен огон му светкале. Срцето нему бољка му го обзела силна. На тројците страшно вриејќи дарот го облекувал богов, што сам му го сработил Хефаист. Околу прасците тој под коленици прво си обул красни со сребрени скопци над глезните скопчани здраво. Околу градите пак си го облекувал панзирот потем, а преку рамења мечот цел опкован сребро го метнал, сиот од бронза и штитот го зел и голем и тежок. Од него како од месечина сјај се надалеку ширел. Кој на морнарите пламен од морето што ќе им светне сјаен од запален огон, што в горите горе си гори, в крајно осамено трло, а нив против волјата них на бури, низ рибното море од милите с краја ги носат. Така и штитот од Ахил, изработен вешто и убав, сјајот до етерот стигал. Четворниот шлем си го кренал тежок и наглава ставил, а тој како звезда му светкал. Коњопашниот шлем таму мафтале сјат златните влакна, што му ги наредил Хефаист се околу врхот на шлемот. Се си го обидувал така оружјето од дивниот Ахил, дали би му стоело токмо и движило красната снага. Нему ко крија му дошло и кренало вождот за полкот. Потем татковото копје од долгиот калав го свлече, големо, тешко и јако, што Ахаец не можел никој друг да го тресе до Ахил, зашто тој само тоа го знаел, тоа јасеново копје од гората Пели, што Хејрон беше на таткото Мил му го дал за да убива мажи. А Автомедон и Алким ги впрегнале коњите вјарем, накитувајќи со ремни наоколу красни и узди, в устата внатре ставајќи и поводот назад тегнејќи кон прицврстениот оплен. А враката зел Автомедон сјајниот нарачен камшик, та накола горе си рипнал. Потоа одзади Ахил наоружен добро се качил сиот со оружјето свое ко пресјајно сонце светејќи. Сјајно на коњите Ахил од милиот татко им викнал: "Ксанте и Балиу еј, од подарга прочуени чеда. Гледајте инаку сега да возача вратиме веќе назад в 12-тиот одред, штом бидеме сити од бојат.
Некако Патрокла пак да го оставиме овдека мртов. А шароногиот конј од под јаремот нему му рекол ксант и со главата веднаш се наведнал. Целата грива се истури вон покрај јаремот в час и дур до земја стигна. Говорлив него го стори белолакта богиња Хера. Ахиле силен, сегуште и пак ќе те спасиме тебе. Туку судбинскиот ден ти се приближил. Не сме ти ние виновни, ами големиот Бог и судбината силна. Зашто ни за нашата бавност и мрзливост, спремата твоја од Патрокловите плеќи, не ја слекле тројците тога, ами најсилниот Бог, што лето го краснокоса роди. Сред првоборците губи и Хектору слава му пруши. Ние пак и да со здивот над Зефира трчаме равно што го кажува дека е најлесен, сепак ти било судено тебе да Богот и јунакот в бојот те свладаат. Вака тој рекол, а в час му го зеле ериниите гласот. А брзоногиот Ахил му одврати негодувајќи. Зошто ми Ксанте пророкуваш смрт? Не ти треба тоа, зашто и самиот добро си знам дека овде ми било судено да умрам од моите родители далеку. Сепак нема да престанам јас пред да спотерам в бој доста тројци. Рече и прв кликнувајќи копитните коњи ги збодна.